Втор ден протести на вработените во Министерството за финансии, имотно-правни работи и Бирото за јавни набавки пред Уставниот суд, кој времено ја замрзна одлуката за покачување на нивните плати од 30%. Со оваа одлука, освен што во прашање доаѓа покачувањето, вработените се во ризик земаното покачување досега да го враќаат. Сакам да прашам и председателката на Уставниот суд да ни објасни како тоа сите иницијативи за нивните плати се одбиваат, а иницијативата за нашите плати веднаш беше усвоена, кога ќе биде донесена конечната одлука и дали се планира, како што се збори, да ја поништи одредбата од законот за да овие вработени позади нас ги враќаат парите што ги земаат до сега. До кога во нашата држава, каде те тужи, каде те суди системот ќе функционира? Како можеш уставните суди да се изгласаат покачување 78% на нивните плати, кои тогаш беа 20-50% поголеми од нашите, а сега нивните плати се 10 пати поголеми од платите на вработените во Министерството за финансии, Бирото за јавни набавки и Управата за имотно-правни работи. Станува збор за речиси 600 вработени во споменатите институции, чиј синдикат најави секојдневни протести до Нова година и блокада на работењето.